ја користиме приликата овој саем кој што го организира Сдруженијето Винотек да нашите винари ја промовираме, да се представиме пред кавадаречката јавност и пошироко преку ваша телевизија. Емико Стефанс Вајнери е винарија која што 2 години екзистира на овие простори. Тоа е германска инвестиција со капацитет од 9,5 милиона литра вино. До сега работеше исклучиво за германски пазар како наливно вино, но нашите амбиции не се тука, така да настојуваме да искористиме оваа прилика да се промовираме пред јавноста. Очекуваме следната година да се јавиме со флаширано вино на нашиот пазар, на балканските простори и пошироко, така да ова е добра прилика да прво граѓаните нас не запознаат, да видат каде е Стефанс Вајнери, дека постои, дека произведуваме вино. Имаме наши кооперанти, мислам веќе втора, трета година со кои што успешно соработуваме. Ова година продолжуваме и со соработка, откупуваме нек 10-12 милиона килограми грозје. Така да ова е добра прилика да се видиме, да се запознаеме, да ја видат нашите винари и да знаат дека ова винари има перспектива и да ги понатаму ќе се шири на овие наши простори. Сега ги имаме црвените вина, Вранец, Мерлот и Розе, тоа се бара моментално на германскиот пазар. Меѓутоа ова година ќе продолжиме, ќе пробаме да работиме и со белите сорти, бидејќи и тие ни се потребни, тие се бараат. Така да во фаза сме на преструктурирање, на проширување на капацитетите за флаширано вино, така да ова година освен црвените сорти кои ќе се бараат на германскиот пазар, ќе одиме и со висококвалитетни сорти на вино, бели и црвени исто за домашниот пазар и за понеште ју простори одика. Бидејќи инвеститорот е лице кое што работи 30 години веќе во бизнисот со вино, со Македонија, и така одлучи да инвестира во Кавадарци, овде во срцето на теквешијата, и гледајќи ги предностите кои што ги има, кои што ги нуди овој крај, така да очекуваме понатаму проширување на работењето и така успешна работа. Ни недососуваше таа винска култура кај нас, меѓутоа полека луѓето го прифаќаат, полека тоа сето се шири, се абсорбира кај луѓето, така да мораме да станеме винска земја препознати, значи не само да се викаме винска земја, меѓутоа и таа винска култура да ја прошириме. Времето не се погоди многу, можеби беше добро да е на покриен простор, меѓутоа и покрај тој ви гледаме масовно присутност, луѓето се интересираат, сакаат да пробаат од вината, преферираат обично Мерлот, Розе, така да сакаат да пробаат од сите вина. И така, мислам дека ќе бидеме успешни, дека ова е една успешна презентација ќе биде и за нас и за сите останати винари. Тука сме и утре, тука ќе бидеме присутни, така да слободно победат граѓаните да ги дегустираат нашите вина, да ги пробаат. Значи сме винарија во најава за оваа година во овој дел, значи поминуваме од наливно во флаширано вино, така да убава можност да луѓето ги пробаат нашите вина и да очекуваат дека до крајот на годината и почетокот на следната година ќе се појавиме на нашиот пазар.